за одговорот, почитуван министер. Ова беше многу продуктивен одговор, затоа што конечно дознавме една многу битна работа. Народот се прашува зашто политичарите не зборуваат за казината, за коцкањето. И еве доаѓа ден пратеник, прашува министер за економија, министер за економија вика, абе министерот за финансии бил. Значи, тука се крие зајакот. Значи, министерот за финансии сме требале да го прашуваме како тоа 2,8 милиарди евра годишно макроекономски маркери се тоа. Тоа не е нормално. Баш вие треба да поставите прашање. Како имате во вашиот економски простор таква економска активност на една индустрија која нема никаква продуктивност во суштина. Ама проблематичното е тоа што вие од опозиција сте увиделе едно, па сега ќе го носите до завршна цел како ќе одминува времето. Но живата вистина е дека вие тој закон го карактеризиравте како закон на Артан Груби. Цела политичка концепција за време на избори ви беше Артан Груби ова, Артан Груби она. На Артан Груби законот сега ни го сервирате во 2026 година. Какви 500 метри? Министре, знаете ли во тој закон како се одредуваат 500 метри? Не е на воздушна линија. Не е воздушна линија. Истото ќе го донесете вие. Знаете зашто ќе го донесете? Затоа што овој закон е компромис. Компромис со коцкарската индустрија. Вие знаете дека на народот не му се свиѓа ова. Морате некако да обезбедите социјален мир. И, окей, идеме да се договориме со коцкарската индустрија. Слушајте, дечки, ние мораме нешто да направиме. Ајде да направиме закон, најмалку штета да има за вас. Пошто нормално треба да се заштитат они, не народот. Не дај Боже да се заштити народот. Не дај Боже да се заштити тоа што вие го представувате како вредност во вашата политичка идеологија. Десничари сте, така? Семејства, деца, па вредност до вредност, па религија. Абе, морално сте на најправилната страна. Не знам како да ви кажам. Абе, малте некако Божји мандат да имате вие кога настапувате во политиката. Посебно вие, мислам за како влен, не како вие како индивидуа. Затоа што вие игравте на таа карта. Јас сум од Шаир, се знаеше, сега е време албанците веќе никогаш да не бидат ставени под судбината на комарот. И што е сега ова? Јас барем аргументирам од левичарска гледна точка. Човече ни отидоа парите на работниците, се збогатија индивидуалци. Ама вие сте тие со семејствата и со религијата. Како спиете навечер, едноставно не ми е јасно. Или едноставно сите нас не лажете колективно, сами себе се лажете, дека во суштина најбитен ви е профитот. И така и ќе заврши овој мандат на министерот за економија како што еден министер фокусиран на профит.